Дистрикт, Цивил пред студио, интервју на Зоран Иванов со Љубиша Николовски. Љубиша Николовски, новинар, фајтер. Мава по власта, легитимно, зашто власта нели е за критики, за тепање. Од новинарска позиција се разбира, да биде под критичка обсервација, под будно око, да прашува и да бара одговори и одговорности. Таков е Љубиша Николовски во новинарството, може би како субјективен впечаток, но мислам дека овој впечаток го дели и пошироката медиумска телевизиска јавност. И Николовски удира и по позицијата, кога е таа нели принципелно неконструктивна, општествено нефункционална, нихилистички, деструктивна и така натаму. Па, ако добро сум исперцепирал, такво некакво е журналистичкото кредо на мојот денешен соговорник, кој не робува на авторитети, од секогаш, па верувам и од сега, ниту од редот на уредниците како млад новинар, ниту пак од редот на највисоките државни функционери во текот на својата новинарска работа, освен сигурно сега пред авторитетот на своите внуци, и затоа нели на оваа тема малку потоа при крајот на Дистрикт, мојот соговорник се приближува нели до епитетот доајен на македонското новинарство, но се уште со истиот жар и со истата бунтовност и пишува и текстови и анализи и полемизира по телевизии без пардон и без обстапки за некој кој се нафатил да учествува во јавниот живот и воопшто во на македонската јавна сцена. Ете, доста поводи да се седне накратко во Дистрикт и да се разговара со него. Љубиша Николовски, добре дојдовте. Добре најдов. Зоран, ама имам забелешка веднаш на почеток. Волку убави зборови не сум слушнал, може би никогаш од колега кога го почитувам. Вакво пледоаје, веројатно или за кога се добива некаква награда државна, или за не дај Боже. Но благодарам на ово што го кажа за мене. Веројатно и вие не сте навикнати на зборови што луѓето или публиката често ги мисли и во блиското и во подалечното окружување, а некако не умееме да ги изговориме. Но ајде да го оставиме тоа. Со реченица две. Ќе биде може би непристојно да ве пресирам, па затоа ќе одиме на ти. Мислам дека и пошироката публика знае дека сме на ти, дека се познаваме, дека сме колеги одамна. Како од што преку новинарство до телевизија и телевизиски новинар, сега и во печатен медиум, но затоа потоа? Од каде е новинарството генерално? Лично јас најголемиот дел од новинарството го поминав во македонската телевизија. Јас сум телевизиски новинар. Прашањето ми беше што пори баш новинар да се биде? Од каде идејата? Кој ве турна? Па не знам, тоа многу одамна беше 84-та година. Веројатно некоја претходни мои активности ме воведоа во доживувањето на политиката и општествениот живот во државата, кој што ми дадоа некоја претходно познавање или предигра за да активно се вклучам во тоа како новинар, не како политичар. Почнав во Скопската програма, но можам да ти кажам, Зоран, дека од македонска телевизија до А1 3 години, потоа бев без работа, па се вклучи во пишуваното новинарство, бев заменик главен уредник на вестникот Ден, и тоа пропадна ни година не траеше. Остана без работа. Работев 3 месеци во ТВ Амазон, една мала локална телевизија. Повторно остана без работа. Потоа се вработив во Радио Слободна Македонија, значи радио новинарството го искусив. Па повторно без работа? Па повторно без работа, па во ТВ Нова, повторно без работа и сега сум во Слободен печат. Ова без работа пропаѓаа медиумите или од политички некои? Пропаѓаа медиумите. Се гледам и себе малку околу ова ме подсетивте пак без работа, па пак без работа, но кај мене од некои други. Пропаѓаа медиумите и веќе бев личност која беше ги застрашуваше медиумите и имаше едни, знаете, мајта, немој само влада да влезеш, сигурно ќе пропадне и владата, и така да останав доста без работа, но завршувам во Слободен печат како веб уредник.
Значи сега ги поминав сите форми на новинарство. Добро, но активно пишувате во Весникот. Во порталот и во вестникот, да речеме. Спомна Весникот заради текстуалноста, нели, на Да, пишувањето. И Што е- каде е потешко? Не прашувам полесно да се биде Мислиш во вестник или во новинар во Весник или вака на радио, на Најтешко телевизија? е на телевизија, најсложено. Значи, најлесно е во вестникот да напишеш текст, но има мала разлика. Ми се чини луѓето од вестниците се уште малку робуваат на покавасти текстови, влезот им е подолг, телевизиското новинарство и радионовинарството ќе ве научи да влегувате брзо во информацијата и брзо да излезете, бидејќи динамиката на читање на граѓаните веќе е намалена и никој нема толку трпение да чита Ја и од долги секогаш. текстови У чаши. Весник може да се навратите, да го Да. ставите текстот, да испиете кафе, па да Така, продолжите. може би затоа се долги, но мислам дека веќе тоа време помина. Сепак почнавте во телевизија, намерно или случајно, не знам, но телевизиското новинарство е и прва и последна љубов, претпоставувам. Да. Телевизијата е посебна магија. Па јас се уште размислувам телевизиски и се уште најмногу гледам телевизија и најмногу размислувам за телевизиското новинарство, до каде е дојдено, кои се проблемите, каде се грешките, што се променило од моје време. И Добро Николовски, до каде е дојден? Каде беше? Оди нагоре, надолу, стагнира, Ја мислам дека оди многу надолу. се разградува. Мислам дека ние немаме новинарство во последно време. Воопшто немаме. Без разлика што јас генерацијски припаѓам на... Да не сме малку престроги, како Не, воопшто не сум престрог. Има медиуми, има новинари, има уредници, има... Па нема ништо. Нема ни програма, нема ни новинари кои што не говорам за поединци, секојаш ќе има, меѓутоа генерално ние не создаваме новинарство. Нити уредниците, нити самите новинари се градат како авторитети во новинарската А и професија. факултетите на оваа линија на која сега зборуваше, останаа празни катедрите по новинарство и во Скопје, во неколку пункта, и во Штип, не знам како е со тетовските универзитети. Се губи интересот Па за не е професијата атрактивно поради новинарите или поради кои причини? Поради политиката. И да завршите добра новинарска школа, политиката ги превзема, им го брише тоа што го научиле, им дава нов инпут и тие стануваат политичко-партиски новинари или анархични на бекграундот на кој што му припаѓа. Ги штедите собствениците на медиумите кога зборувате само политиката, што станува со бизнисот во медиумите, со бизнисмените кои имаат медиуми? Имат ли тие влијание во ова лоша оценка за актуелното македонско новинарство? Претпоставувам дека имаат, но сепак мислам дека отпорот треба да дојде од уредништвото и од новинарите. Влијание имало и наше време од времето на комунизмот, но не толкаво како што сега има. Го земавте прашањето, има млади новинари, ќе се согласите, верувам и сите паметни се генерации, образовани и така натаму. Но има ли уредници? Нема. Нема, затоа што уредниците се продолжение на факултетите, ако тие завршиле новинарство, продолжение во пракса на тоа што тие го стекнале на... Кога велам имали уредници, мислам на таа линија уредници со дигнитет кои можат отпор да дадат на собственикот, на директорот, не знам, тој на политиката во таа смисла. Се помалку, колку е слободно македонското новинарство. Се помалку, да не речам воопшто, нити кои што прават отпор спрема собствениците, нити пак им ги читаат текстовите на новинарите, нити пак ги насочуваат како да размислуваат. И тоа е еден вакуум се создава и затоа има волунтаризам во новинарството. Добро, плурализмот е причината или можеби интернетот последните години? Интернетот не. Мислам дека интернетот по себе требаше да го збогати новинарството. Мислам дека социјалните мрежи го пропасти новинарството, а генерално уредувачките политики и уредниците, наместо да креираат своја уредувачка политика, своји информативни гранки, се ослонуваат на социјалните мрежи, каде што има се и се што. Значи, социјалните мрежи не можат да бидат извор на информација. Има една... А тие почнуваат вести со тоа. Ја спомнавте, појавата и ми давате идеја за следново прашање, што морам да признам и мене многу ме фрапира. Дори кога медиуми, мејнстрим медиуми, национални телевизии цитираат што на Фејсбук анонимци објавиле како анкета, како глас на јавното мислење и така натаму. Колку е тоа легитимна
таа реакција на јавноста да се пренесе преку вестите на телевизија. Тоа воопшто не е легитимно, тоа е трагедија. Тоа значи дека не постои уредувачка политика. Е ли тоа во медиум? манипулација практично на уредувачката политика? Па може да и така. Или е неинформираност, или нема собствени изворни информации, или намерно ги користат ставовите, статусите на социјалните мрежи за пропаганда, политичка пропаганда. Значи редакцијата се прикрие себе да се покрие со анонимни учесници во Facebook заедницата или на интернетот. Може да се каже. Нема храброст ли новинарството да излезе и да каже свој став, дека нешто што донела некоја одлука на владата не е добро и да образложи зошто, отколку да се потпира дека публиката свирка дека не е добро, нели? Зоран, Каде е арбитарот или нема новинарството? храброст, или не зна. Нема друго обяснување. Или не зна. Не сака. Многу бизарности од тој тип кога пренесуваме што некоја недефинирана заедница. Видете, не знам во светот како е тоа новинарство, не е. Значи, статус на Facebook на било кој да го пренесеш како став политички, тоа е трагедија. Така, активен си во Сдруженијето на новинарите во било. Не, никој не сум бил. За ова за кое говориме околу актуелниот статус и улога на македонското новинарство, имаат ли улога Сдруженијата на новинарите? Тие имаат, се разбира улога, но актуелно сега дали дали се препасивни или се индолентни или се немоćни? Мислам дека тие не можат ништо да помогнат. Немаат никаква улога, никакво значење врз создавањето на некакво, тоа е на коморско здружување, како лекарите, како тишлерите. Не сум чул ни еден лекар да е избркан од комората на лекарите, какви проблеми се случувале таму. Ние со години имаме едно-две здруженија, меѓу себе не се толерираат, и новинарите исто така. Така да не мислам дека една таква организација може нешто да промени во новинарството. Постои и вие јасно. Може да постои, ние да, јас сум член на ЗНМ, но тоа сакам да кажам, нели е доволно да се биде само на трибините и вака да носиме вакви констатации, можеби еден Љубиша Николовски со својот новинарски журналистички бекграунд и авторитет, може да влезе однатре нешто да промени, нели? Не, ние може да раздвижи, да покрене, да. И што ако кажеме каква е состојбата, што ќе направи ЗНМ? Ништо. Ние треба да го менуваме новинарството. Не, ја мислам дека индивидуалците прават нешто. Никакви здруженија, никакви ЗНМ, никакви медиуми. Медиумите се составени од индивидуи. Ако постојат индивидуи кои што таму каде што работат, придонесуваат за професионализација на новинарството, ако имаат доволно дигнитет за отпор, ако доволно и дигнитет за собствено мислење, тоа ќе имаме новинарство. Додека тоа го немаме, ако ние немаме индивидуалци кои што се спремни да се борат, нема да има новинарство. Ја не можам да очекувам ЗНМ да се бори за мене. Како приказната од детство, дедото и репката, репортерот да се спротивстави на уредникот на главниот на директорот, директорот на собственикот, собственикот на политиката. Тој ланец нека е така. Да функционира? Не функционира. Не функционираат поединците во оваа држава. Ни во новинарството и во политиката генерално. Ајде на политиката, зошто баш или токму политичко новинарство Љубиша Николовски? Зошто? Има области здравство, култура, економија, бизнис, екологија, тренд е. Јас сум дошол до политиката, сум почнал со образование. Сум почнал со скопска програма, проблемите во градот. Па во образование, па во филмската редакција. Ја мислам дека нема жанр новинарски што не сум го работел. Од репортажи до репортерство, до колумнизам, до дебати. Идеја до сега за собствен медиум се јавила или се немало можности, околности, пари? Не, мислам дека тоа не е за мене. Никош не сум бил доволно богат или за кој медиум? Телевизиите се скапи, радијата едно време стана многу и ирелевантни во однос на порталите, може да имаш порталче. Со години сте уредник. Тешко е да се биде уредник или подобро дека сам да си функционира? Тешко е да се менаџираат карактери? Во таа смисла зборувам? На крај сваќаш дека најдобро е да бидеш сам со себе уредник и да го се држиш до тоа ти што го мислиш. Марадона се нафати да ја тренира аргентинската репрезентација, па доживеа фијаско, нели? Покојниот Мориньо никогаш не играл добро фудбал, па нешто време. Прво не мора да се биде
најквалитетниот новинар во средината за да се биде уредник и обратно тоа сакам да Јас сум прашам. сакал да низ бидам вашето уредник, сум искуство. бил уредник, додека новинарите со кои што соработуваш сакаат да научат нешто. И додека јас сакам да научам нешто од нив, бидејќи никогаш тоа не е еднонаставна улица, никогаш не знаете се како уредник, учите од помладата генерација. Додека тие сакаат, им кажеш, кој ќе престане да се интересира, тоаш веќе џабе да си уредник. Си ја бркаш својата работа. Спомнав политичкото новинарство, да дојдеме до политиката и она, нели, трендовско сега. Ќе не биде ли еден доскорешен министер имаше едно пледење и често на своите настапи велеше сепак ќе не биде, поднесе оставка на крај, не знам од кои причини. Што мислите за чинот на... Дали ќе не биде или за чинот на оставките? Не, дали ќе не биде? Дали ќе не биде, ако мислиш како физичка, како држава и како народ ќе обстоиме, но мислам дека нема да не биде. Нема да не Која биде. смисла нема да не биде? Па ми се чини од внатре дека гниеме како општество и како политика. Додека не се изродат некои лидери, затоа говорам за индивидуалци, не говорам само за партии, кои што државата ќе смета од патриотски аспект, дека е над нивната партиска припадност, ние нема да имаме држава. Мислев ќе внесеме малку оптимизам. Тогаш ајде вака парче по парче. Ма не оптимизам. Врз основа на што Љубиша Николовски, наблюдувач и активен учесник до некаде во сите општествени процеси веќе трета деценија, така, ако не се лажам. Каде се причините и каде е лекот за ова што ни се случува? Предпоставам најмногу мислите на атрофијата на институциите, на политизацијата, на клиентелизмот, на тие Има ли лек за тоа? Велите, додека не се изродат нови генерации во едно пчелно семејство, семејството одгледува и создава нова матица за да има лидер. Има ли услови кај нас некој да дозволи тоа да се случи? Тоа е еден, мисля, чини реверзивилен процес, бидејќи ние немаме граѓанство. Ние немаме граѓанска матрица, ние немаме високо јавно мислење меѓу граѓаните. Граѓанството и луѓето се поделени партиски, тешко партиско поделени, и во таква ситуација таа матица за која што говорите не може да изроди лидер, бидејќи ние се упросечуваме и тоаш доаѓа лидер што вика јас сум како вас. Што значи тоа? Ако матицата не е добра и лидерот не е добар. Лидерот, ако веќе сме го изнедриле, треба да создава нова матица, он треба нас да не изгради. Не може да биде да го слуша само ехото на долните слоеви на граѓанството, да не формира идеологија. Ние немаме партии со идеологија, ние имаме две еднакви старокомунистички партии, како Сојузот на социјалистичките на работниот народ, кои што ослушнуваат кои се потребите на граѓаните. Те немаат идеологија, те се еднакви популистички партии. Компании или партии без идеологија, водени од други интереси. Нив не е државата најбитна. Ти за 30 години да не можат да успеат да создадат граѓанска класа, да успеат наместо прогрес да има регрес, и ова се што е направено во времето во кое живееме, за жал или за среќа е направено во некое минато едноумие, а тие го разградуваат. Спомнавте, имаме две партии, предпоставам на ВМРО ДПМН и на СДСМ, но имаме и други партии сега, и од албанскиот електорат, од тој блок. Сакам да прашам, се граѓанизира ли македонското општество или се уште е во етнички ровови, затоа што кога спомнавме политиката, ги спомна само овие две партии. Таква е само поделеноста партиска, веќе етничката поделеност се изнивелира, се граѓанизиравме како општество, или? Мака да се разбереме. Ги спомнав двете, бидејќи во тој поем на такви партии влегуваат и албанските партии. Тие се исто под иста матрица идеолошка, дали се етнички е нерелевантно. Исто делуваат, на ист начин. Немаат идеологија. Имаат делумно национална идеологија, ги интересира само албанското прашање, но функционираат како компанија. Немаат јасна идеологија како тоа ќе го направат. Не создаваме граѓанско општество, за жал. Единствениот обид можеби требаше да биде едно општество за сите, но тоа пропадна. Ми го земате зборот, но ајде за тоа малку подоцна. Така што се уште ќе живееме поларизирани, но не е тоа најголемата поделба. Јас затоа велам, најголемата поделба е меѓу
македонците и меѓу албанците внатре. Ние едните и другите повеќе трпат меѓуетничка толеранција, одошто меѓупартиска толеранција. ВМРО, ДПМН и ТПМН се непомирливи. Тие добро соработуваат едните и другите со дел од албанските партии, Сега те но враќам најтешко соработуваат меѓу себе. Те враќам на почетокот на тесата дека нема да не биде, во смисла дека нема волја политичка, предпоставам, на тоа пледирате една реформа да се истурка заедно. Или не знам, еден автопат да се истурка заедно. Не може, или една додека- пруга не до може. Бугарија да се истурка заедно. Додека не формираме влада по германскиот модел, кај што двете и неколку неголеми партии, не техничка влада, политичка влада, формирана согласно изборниот резултат. Но тоа додека тоа нели предпоставува додека не стекнеме и германска култура, можеби. Ама кој ќе ни ја даде нас таа култура? Ако тие што водат го направат тоа, ние ќе ги следиме. Ако тие нас не следат, а ние не сме водачи, ние сме маса на народ. Тие треба да го направат културното воздигнување и политичко на македонците. Ако добро забележав во во твојата интонација на твоето зборување кога спомнавте едно општество за сите, што сакав јас да го поставам, со заименувањето на Заев пропадна едно општество за сите, макар како идеја, не зборувам дека тоа е реализирано, но нешто тргна натаму. Почна првата меѓу етничка коалиција, СДСМ, БЕСА, пред изборна, што и ние вака во јавниот дискурс одамна сме го посекувале и што е пример. Почна, може би, демократизација некоја во политичките партии, еве конкретно во Социјалдемократскиот сојуз со непосредниот избор на претседател. Дали тоа сега ќе се преслика и во другите партии и ќе се спушти на локално ниво и таму членовите непосредно да избираат по примерот на околу изборот на претседател на Социјалдемократскиот сојуз. Имаше неколку дебати и средби со граѓани на тројцата кандидати. Дури во едно студио ги видовме двајца или тројца од нив да дебатираат по примерот на западните партии и демократии, дека внатрешно партиските битки не се водат затворени, задкулисно, туку излегуваат веќе на површина. Е ли тоа некој сигнал дека сепак се демократизираат партиите, со тоа и државата и општеството воопшто? Не. Партиите не се демократизираат. Тие може да глумат формално правно дека има некое движење внатре, но мислам дека тоа не е демократизација на партиите. За мене, врна демократизација на партиите е нешто што го гледаме од време на време во британскиот парламент или во американскиот конгрес. Кога од една иста партија, конгресмените и пратениците за одредени закони не гласаат така како што нивната партија гласа. Тоа е демократизација. Добро, кога бираат претседател на тие партии, излегуваат по телевизија сите кандидати и се спротивствуваат меѓу себе. Еден ќе победи, кога ќе дојдат на избори и се обединува партијата, па одат против другата партија. Ма веднаш му бараат одговорност. И неговите му бараат одговорност. Кај нас неговите не бараат одговорност. Кога партијата ќе дојде на власт, се однесува исто во власта како да е во политичката партија, со истите инструменти, со истите методи, со истиот клиентелизам. Пак ќе кажам, ќе се вратам на почетокот на тоа што ми главната мисла. Ние немаме индивидуалци со дигнитет. Така и во партијата. Во партијата најчесто влегуваат луѓе со таков дигнитет, кај што се сложуваат со се што ќе каже раководството или лидерот на партијата. Ако во даден момент не се сложите, вие ќе бидете избркани и нема да припаѓате на таа партија. И тоа е по-фер него да останете и да гласате за нешто во што не верувате. Нема демократизација во партиите. Нема затоа што, како да ви кажем сега, првото прашање кога памтам беше дали замре Општество за сите по заминувањето на замре уште пред да замине Заев. На заминувањето на Заев не продолжи со истата идеја како што почна. Сега да не спомнувам имиња, ама ќе спомнам. Едно општество за сите. Вие треба да го примените во својата партија. Вие не може да изберете еден подпредседател и еден, не знам, владата генерален секретар албанец и тоа било едно општество за сите. Зашто сега не го предложи Фатмир Битичи за председател на партијата и за премиер? Едно општество за сите. Премиерот да не од партијата ДУИ, да не од ниедна етничка партија,
човек кој што влегол во социјалдемократскиот сојуз со уверувања социјалдемократски, кој што е успешен министер и кој што би ги исполнил барањата на Дуи за премиер албанец. Не можеме да знаеме Зошто што се да биде случило тој од Дуи? внатре во Не ме интересира, само Да. кажам дека тоа не се случило. Сакам да кажам, може би таму цена типо менаџерски способности како ќе раководи со влада не е едноставно. Некој може да биде добар министер, а да биде лош премиер или обратно. Тоа е пазарењето со другите партии кои што му наметнуваат. Знаете, добро да правиш компромиси, но премногу пазарење твојата партија ја делегитимира. Се согласам Значи, околу пазарењето. Веројатно ако се случеше ова со особата што ја спомнавте, нели? Може би другата коалицијскиот партнер ќе речеш, чекај, треба ние да дадеме за таму Знаете што, ама затоа ќе тропнеш, јас мислам вака. И ти добиваш 3 пати. Губиш еднаш, добиваш 3 пати. Да, за да тропнеш треба да биде па кога ќе со тропне? дигнитет, како рековте вие. Нели, Кој како ќе речете? тропнат? Стално другим тропнува, а они никад не тропнуваат. Таква власт покажува СДС еден феномен дека не знае да остане на власт. Тоа е голема мана за една партија. ВМРО знае да доаѓа на власт. ВМРО знае да владее. СДС подразбира дека ако станат авторитетна партија, дека тоа станува авторитарна партија. Да имаш авторитет да владееш, не значи да бидеш авторитарен како ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН не е демократска партија. И таа нема ништо да примине од демократијата. Таа е фолиран дека е демократ. А СДСМ е формално правно демократ. Таа што дозволила мала слобода во медиумите да говориме послободно, ништо не значи. Се што очекуваа шарените, невладините, медиумите, експерти, таа ги замре, не постојат веќе, ги исклучува како од партија. Таа ги заборава своите борци. Но тоа е голема мана за една партија. Таа не се грижи за истакнати членови на партијата, за истакнати интелектуалци кои што придонеле за социјалдемократската мисла, за инженери, за лекари, новинари, не, тие ги заборава веднаш штом дојде новото раководство. Тоа не е добро и не се прави влада со пријатели на кои што после ви е страв или срам да ги отстраните од партијата. Не стаја призма, што се случи на локалните? Практично ни една анкета не ги погоди резултатите, ниту околу излезноста, ниту околу катастрофалниот пораз на Социјалдемократскиот сојуз. Се случи таа дисторзија, ова што рековте, партијата на единството во Социјалдемократскиот сојуз помогна да пропадне до крај на локалните избори партијата. Многу работи пропадна. Многу работи ги промашија социјалдемократите. Сега не знам дали имам време да ги набројам. Прво, изборот на личности за градоначалници. Неколкумина беа добри, кои што изгубија покрај плевелот кој што не беше добар. И да не беше добар, не великам дека ВМРО избра добри градоначалници, ВМРО ДПМН мора шефот на партијата, кој ќе ги избере министрите и градоначалниците, тој мора да ги подсетува што има врската. Добро, Љубише, каде падна линијата на шарената револуција? Таа заврши, падна режимот, дојде друга политичка опција на власт, вие рековте ги разошара све, се затвори во партијата, го остаи тоа движење. Па која идеологија на целина и едниот елемент, вториот елемент, ова дали е последица на таа поделба внатре во партијата ова што случи на локалните. Оттаму ми е прашањето. Прашањето, проблемот е, ви кажам, значи СДС не знае да владее. СДС мисли дека демократијата е анархија, не е точно. Лидерот на партијата и раководството мора да ги контролира своите избрани луѓе. Што направи градоначалниците? Тоа во ВМРО ДПМН таа контрола по вертикала е апсолутно и по хоризонтала и по вертикала. И католичка црква и православна црква. Не мора да е тоа авторитарно. Тоа е како во семејството, па некој мора да ги контролира луѓето. Иначе секој што стака ќе прави. И тоа е стара во СДСМ не е карактеристика. Стара болест е тоа на СДСМ. Тоа е стара болест. Добро, во еднаш два пати онака силно беше најавена метла после шарената револуција. Сигналите не ги примија. Ги примија, ама не ги прочитали, не ги спроведува намерно. Значи пријателството остана во СДСМ и тоа не функционира. Тоа не спее да функционира. Точно ли е? Може ли да кажеме дека е приближно точна теза дека СДСМ сам се урна на локалните избори? Па да, но ги урда и ВМРО ДПМН со пропагандата. ВМРО ДПМН имаше страшна и се уште има некој тип на антикампања на лажни вести, со кој што СДСМ не може да се справи. Користејќи ги социјалните мрежи за кои што говориме, тие руинира, тие се како булдожер, тие стварате на лажна слика во
Добро, само Во јавноста социјалните мрежи и таа- или мејнстрим медиумите и телевизиите на Истри национални. медиумите кои стеки ги социјалните мрежи. Тие направи еден конгломерат и уште го фураат тоа, и тоа допира до свеста на граѓаните, но општо незадоволство. Тие не знаат зошто се незадоволни, но знаат дека се незадоволни од оваа влада и викаат бараме ние чврста рака. На народот му треба авторитетна влада. Чврста рака не во смисла на диктатура. СДСМ не знае да испорача авторитетна влада. Кога зборувате авторитет, мислите на партиски авторитети внатре во партиите кои ќе ги како моделираат партиите да бидат демократски или Да ги спроведуваат програмите доследно. и да ги контролираат. И да ги контролираат луѓето што Своите треба, кадри. своите кадри и сите други кадри кои што не работат. Малите партии ќе помогнат ли ова со прво со една изборна единица сега преку леп погача бараат? Не. Само да завршам, затоа што има и една друга теза, дека па да не беа големите партии, малите одамна ќе ги снемаш. Нели се шлепаат во коалиции, И таа а сега се во фаза на уцен или дајте ни една или ќе ве нема и вас, нели? Јас одамна очекував, да ви кажам право, големите партии да се ослободат од малите партии. Или и едните и другите да си ја проверат реално својата моќ, за на реални основи да формираат некаква коалиција потоцна. Бидејќи вака се штетени едните и другите. Големите не им даваат доволно на малите, а овие премногу бараат. Мислам дека е крајно време, ова што го бараат некои од помалите партии, не сите, гледам дека не сите, но благовремено, не за време на локални избори, кој што тоа го направија ДОМ и ЛДП, да се проверат колку вредат, за кој ќе седнеме да преговараме, знаеме колку вредим и двајцата. Знаете, дури и да изгубиш некој пратеник од повеќе, ама да знаеш на што си со своите. Така, Тоа е многу важно. порано, освен НСДП, која произлезе од Социјалдемократскиот сојуз, ВМРО беше карактеристична партија од која, не знам, дури и Змејковски формираше партија, Љупчо Георгиевски пред тоа, покојниот Владимир Голубовски прв. Стефковски. Стефковски. Ги имаше така еден мал милион партии. Сега само имаше само еден таков случај. Нешто Блазе Еленовски на времето, но нешто ни ваму ни таму. Ова појавата сега на локалните избори со независните листи, главно таа полева провиненција, ако може вака од далеко да се заклучи на составот, на менталниот политички карактер на тие луѓе кои формираат такви независни листи. Тоа е сигнал за нови партии, нови движења или ќе пропадне таа мода беше за локални? Јас не верувам во нови партии. Воопшто не верувам. Мислам дека овие помали партии за кои што говориме, кои што се генерално етаблирани во македонската политичка мапа, и тие ќе имаат проблем. Верувајте, а камоли појавата на некои индивидуалци незадоволници кои што решаваат да направат своја партија. Па прво идеолошки нема да се разликуваат многу. Добро, рече дека една изборна единица е адекватниот изборен модел Е. за Македонија. Зошто? Па затоа што ја дава реалната плурална слика и етнички и партиски на Македонија. Така меѓутоа теоретичарите и критичарите на тој модел велат дека толку ќе биде хетероген парламентот да тешко дека ќе има компромиси за било која реформа, нели? Па тие сега не е хетероген, па нема компромис за ниеден закон не може да проведе. Бидејќи двете најголеми партии си ставаат сопки, тогаш подобро и тие малите да прават, барем да се договорат саглам како што треба комисиски или надвор од парламентот, но кои ќе влезат во парламент. Аналитичкиот сенс на Љубиша Николовски што вели? Имаме од пред некој ден нова влада, ден-два, ќе издржи ли до есен или до 24-та мнозинството ново, или? Јас посакувам да издржи до крај. Тоа има добра шанса, тоа што не го направија досега, макар и со Заев, да го направи новата влада. Но се сомневам дека ќе успеат да издржат, да го издржат притисокот од опозицијата и од јавното мислење и од она што ќе се случува, бидејќи нема да им цветат рози, ни економски, ни енергетски, ни здравствено. Но не смеат веќе да се вадат на таквите проблеми, бидејќи е тоа нормално во секоја држава и нормално е секоја влада да владае во невреме, не во добро време. Јас во најавата за тебе лично спомнав дека е непомнлив критичар, нели? И на власта и на опозицијата, кога е таа неконструктивна, деструктивна и така Во последно време повеќе опозицијата е критичар. Сега сакам да Реално. имено тоа ми беше прашањето.
власта, нели секоја власт постои за да биде од јавност, од новинарството критикувана, опозицијата не, но на оваа опозиција исто така трпи жестоки критики, кога прашав дали ќе издржи до 24-та до редовните парламентарни, ако продолжи опозицијата да се однесува како и до сега, со милион амандмани, со блокади и така натаму, како мисли да владее новата влада? Наистина не знам, но мислам дека нема да имаат партнер во оваа опозиција. Оваа опозиција ниеднаш досега не покажа подготвеност за да направи нешто добро за државата. Мислам дека е таа идеолошки поиспразнета од социјалдемократија. А има ли моќ опозицијата да издействува брзи предвремени избори, додека им е тази се уште ова бранот од незадоволство манифестирано на локални? Не, мислам дека ова ќе се зацврсти оваа владина коалиција, ќе истера така како што е, ќе турка ако успее да ги менаџира добро работите, но опозицијата не е подготвена да владее. Таа опозиција не нуди ништо што би ги привлекло гласачите реално да сакаат промена на власта. Тие што ги поддржуваат едноставно е мразат оваа власт и сакаат по секоја цена да се смени. Иако не се свесни дека нема да добијат ништо друго, ништо ново и подобро со таа опозиција, бидејќи е таа уште поиспразнета идеолошки. Таа нема што да понуди. Така, нема да те прашам да анализираме потегот на сега екс-министерот за надворешни Никола Димитров и неговата пресконференција и така натаму, доволно е елаборирана во јавноста, веројатно, но оставам за други прилики, мене друго ме интересира. Во неговата пресконференција се доби впечаток дека Заев ги испуштил конците внатре во функционирањето на владата. Го делите ли тој впечаток, бидејќи обвини јас сакав, предупредував, не знам, квалификации за овој министер, за оној министер, за Филипче, за Османи и така натаму. Во еден таков колектив, кога премиер менаџира со тимот и му се случуваат такви работи, може ли да кажеме дека да, премиерот ги испуштил конците внатре прво во владиниот тим или? Ќе одговорам на двете прашања. Прво го знам твојот став за ставот на Димитров, ја делумно не се слагам со тој став. Мислам дека Димитров, тоа што издевал сега, ми е малце по-логично него да го говорил јавно, а седи во владата. Значи, ако ова го говорил, а седел во власта, е нелогично ако ти работиш во еден колектив, можеш таму да говориш, ако говори, ако му веруваме дека го правил тоа, ако сега не лаже, па се прави херој. Но оправданоста сега да говори е пологична него додека седел како министер, да излегува јавно на интервју и да говори оваа влада не чини, се пазари за националниот идентитет. Добро, може ќе беше добро да почекаш уште 2-3 дена, можеби. Тоа е прашање кога, меѓутоа тоа е пологично. А дали Заев ги испуштил конците, мислам дека го кажа уште преска за во времето на локалните избори, премногу остави на луѓето на кои што им верува да действуваат. Так, во два збора, ова со Бугарија останува Европска унија далечна идеја, нема шанси да се надмине. Знаете што е, повеќе очекувам од бугарската страна, од новиот премиер на Бугарија, може да направи поместување, но ако ги направи во својата држава, ако успее да го намали влијанието на декларацијата во парламентот, ако е подготвен за соработка, тоа што досега го предлага, ми звучи логично. Но тоа го предлагаш и Заев на почетокот кога почна со Бојко Борисов да преговараат, да ги прошириме по линијата на соработка, но тоа треба да трае. Отворен Балкан исто така предизвикува контроверзии. Љубиша Николовски, како искусен новинар и политички проследувач и во регионов и пошироко, знаеме дека не е компензација за Европска унија, далеку од тоа, но добро е што се отвора Балканот, макар вака за почеток сегментарно, или ќе не одведе тоа сите нас заедно во други води? Јас верувам во отворен Балкан. И мислам дека тоа е едно од подобрите опции на Заев и на лидерите на овие држави кои што прифатија да го направат тоа во интерес на граѓаните. Ако нешто е правено во интерес на граѓаните, тоа е отворен Балкан. Личните амбиции, Љубиша Николовски, каде натаму? Сега сте во слободен печат, уредник, аналитичар. Од пред некој ден сум и во пензија. Така што моите амбиции се нити до сега биле партиско-политички,
нити пак до сега очекувам со ваков речник и начин на размислување да се политизирам од тој аспект, да се партизира. Не Внуците, знам кој би ме трпал на. внуците се носи со малите мангупчиња Па, јас сум- или го возат дедото? Не, јас сум викенд дедо, сима татко и мајка си ги гледаат, си ги чуваат, се справуваат со тоа. Ние сме тука од време на време да влетаме кога ќе имаме слободно време и можеби Строгоста да кај направиме. нив, радоста кај дедото. И бабата. Па, да, тоа е вистина, тоа е вистина. Дистрикт, Ние немаме време за своите деца, имаме време за внуците. Да. Дистрикт, Цил пред студио, Љубиша Николовски, ти благодарам. Благодарам на поканата. Зоране.